Изгубени работни места, намалено здравствено осигурување, зголемени часови неплатена работа, многу поголем товар за грижа во семејствата. Тоа се дел од последиците со кои се соочиле жените од руралните средини како последица од пандемијата. Така покажало истражувањето од организацијата VFect. 50% се намалил платениот труд на жените, што за нас е голем показател дека жените се оние кои што во прв ред се, да речеме, кога треба да има намалување на работни места, ангажмани и така натаму, се всушност на првата линија кои што ги губат работните места и платените часови. Во истражувањето активно се вклучила и Федерацијата на фармери. Според нивните пресметки, повеќе од 70% од луѓето во руралните средини се во категорија на неплатени работници. Половината од нив се жени. И доста работат во земјоделието и на поле. Нивната работа не е ни вреднувана, ни она што го произведуваат на поле не е ни вреднувана ни во семејниот дом. Значи целосната грижа на семејството, на децата, на повозрасните лица, на лицата со попречености и на земјоделските активности паѓаат врз жените, но сепак нивниот труд не е валоризиран и исто така контролата на земјоделското стопанство не е во рацете на руралните жени. Во егот на пандемијата било забележано и зголемување на семејното насилство. Руралното население воопшто немаше пристап до било какви сервиси од социјална заштита, здравствена заштита, се зголемени родово базираното насилство, семејното насилство. Жените кои што се во руралните средини многу тешко доаѓаат и до засолниште, така што сите овие работи влијаја вистински да се уназади позицијата на жените. Голем дел од стравувањата били и поради немањето соодветен пристап до здравствените услуги. Посебно и кај жените и кај повозрастното население, значи каде да се пријават ако се разболат од ковид пандемија, па кој ќе им донесе лекарства бидејќи нема амбуланти во селата, значи нема лекарски лица, треба да одат во најблиските градови, па како ќе одат? Што ќе одат и тоа настана голем проблем. Надминувањето на проблемите се гледа во организирано потекнување на родовата еднаквост. И не се бориме за родова еднаквост во која што сакаме да ги стакнеме жените над мажите, туку сакаме да постигнеме еднаквост во правата, во можностите и во заедничката работа на мажите и на жените. Сепак, битно е во изработката на мерките и законите активно да се слуша гласот на жените од руралните средини. Етничката припадност, религијата, жени има кои што имаат попреченост, така да кога се градат политиките, ние мора разноликоста да ја имаме и специфичните потреби на различните групи во предвид. Од Министерството за труд и социјална политика се согласни дека во селата постои голема родова нееднаквост. Како дел од решенијата, ја посочува стратегијата 2021-2026. Таа претежно е фокусирана кон овозможување поголема финансиска независност на жените. Опфаќа и отворање градинки во руралните области и домови за стари лица. За 16 месеци во селата биле отворени 10 градинки. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.